Стружање кој му го доверија градот на мостовите на Рамис Мерко, 3 пати седнувајќи го на градоначалничката фотелја, сега крајно револтирани бараат да излезе и јавно да каже што и како се гради вдолж кребрежјето, кое како што велат е послано со дивоградби, а одговорност за ваквото дивење нема. Треба да се чистит, зашто има многу што е на црно направено. Треба да се чистит. Претежно на кој потек има дивоградби? Све поред езеро на шосе. Сите се без дозвола. Сите се така направени. Јас така мислим. И тоа потидно. Има друго место за градење, не само баш во плажине. Нема дивогради. Некој што има некоја ламбарина, тоа не е ништо, ме разбра. Тоа ти е. Имат и не ги рушвате. Уште се градат. На секаков народ не се дават ингеренции. И неформалните граѓански здруженија се огласија, коментирајќи ги најавите за одземање на ингеренциите на Охрид и Струга поради отсуството на волја кај локалните власти да го заштитат светското природно и културно наследство впишано во УНЕСКО. Ингеренциите треба да се одземат за да се спроведуваат законите, а не обратно. Мислам за да може тоа на едно повисоко ниво, уште покорумпирано, уште по заштитено да се злоупотребуваат законите. Мерко е симптом на едно такво сеопшто труло управување со Македонија. Тој човек не е способен да извршува функцијата градоначалник. Тој човек не е способен, тој не знае што значи светско природно и културно наследство. За каква правда ние зборуваме, за каква институционална функционалност во Македонија зборуваме кога не е направен ниту еден инспекцијски надзор, зошто не се испратени инспекцијски служби на терен да ја скенираат состојбата во Струга, прашуваат граѓанските активисти. Како да се наоѓа тој дел во друга држава и како да не важат законски прописи за тој дел. Свесни сте дека градоначалникот Рамис Мерко во своите изјави се иззема од одговорност и негира дека има дивоградби, а сведоци сме и нас секоја недела ни праќаат жители на тој потек фотографии или документи, било какви докази дека се гради, се узурпира крајбрежјето. Одземањето на ингеренциите не значи ништо ако се продолжи со замижување додека се приграбува целото крајбрежје. Некој за ова мора да седне на обвинителна клупа, додаваат граѓанските активисти.